На тема градежништво, односно средно градежни гимназиско училиште на град Скопје Здравко Цветковски, уписите и можностите на ова, ќе кажеме, комбинирано училиште, меѓутоа училиште кое што е и стручно и гимназиско. Гостин ова утро во Македонија наутро е Атина Томовска, која е директор на ова училиште. Добро утро, дојдовте во нашето студио. Секогаш сте драг гостин кога станува збор за струката, кога станува збор за овој период од годината, за уписите, да им доловиме на учениците кои можеби сакаат да се занимаваат со една од најпопуларните, тоа е општата струка, и една од најкреативните, тоа е градежната струка. Па еве, на денот на почеток на уписите, да ги повикаме, нели, младите во ова ваше училиште и во ова ваша сфера. Така, ви благодарам на можноста што ни ја дадовте, баш во овие денови кои што се исклучително важни за сите, речиси, средни училишта, уписите да течат онака како што треба, да има поголем одзив, и ова е убава можност да се представиме на јавноста. Средното градежно и гимназиско училиште на град Скопје е едно од најстарите училишта во Македонија. И она што веќе и во почетокот го кажавте е нешто што се вика комбинирано училиште, односно кај нас постојат и стручни паралелки од областа на градежно-геодетската струка, но и гимназиско образование. Многу често и во насока на тоа да се, како да кажам, да се популаризира стручното образование, сме зборувале на таа тема и сме зборували за дуално образование и за можностите кои што ги нуди стручното училиште. Меѓутоа, овој пат би сакала баш во очи на уписите да позборуваме и на тема гимназиско образование во СГГУ Здравко Цветковски, бидејќи гимназиското образование веќе 20 на години е дел од нашето училиште. Која беше причината да се насочите во две насоки? Здравко Цветковски е познато како градежно училиште, како техничко, како стручно. Да, познато е како училиште од кое произлегле многу кадри кои што понатаму се занимаваат со градежништвото во сите сфери и области. Што беше причината ова училиште да се насочи во две насоки? Нешто слично имаше во Орце Николов. Јас кога учев, бевме и гимназија и електротехничко, така што се случуваат вакви... Добро. Да. Не, оваа промена во нашето училиште датира од некое друго време, не од тогаш кога и Орце имало стручни паралелки. 96-97 завршивме, значи некаде 92-та, така, не, ова се должи на друга промена, јас не би навлегувала, прилично е одамна, тоа се некои паралелки од други училишта кои дојда во нашето училиште, но неважно, важно е тоа дека функционира онака како што и сите други гимназии во државава практично. Во нашите гимназиски паралелки се застапени сите 6 изборни подрачја: општествено, хуманистичко АИБ, природно-математичко АИБ, јазично-уметничко АИБ, што значи дека се што можат учениците да добијат во другите гимназии, можат да добијат и во нашето училиште. Јазиците кои што се изучуваат во нашето училиште се англиски, германски, француски и италијански, што значи и тоа е на исто рамниште како и во сите други гимназии. И она што во училиштето Здравко Цветковски е позитивно, добро или е привлечно за едните гимназијалци е просторната комоција на училиштето. Значи, училиштето нуди убав простор и убаво уредени кабинети во кои што гимназијалците, сега зборувам за нив, пота и за стручните паралелки, и тоа како можат да ги покажат своите интереси, квалитети. Зборувам за кабинети кои што се опремени во насока на уметноста, во насока на оние природните науки, физика, хемија, биологија и така натаму. Добри, се наоѓа во убав дел од градот, тука е лептокарија, тука е паркот, да. Сега добро, во лептокарија не мора да одат за време на часовите. Не мора, но пак затоа ние имаме и убав зелен простор околу училиштето, што верувам дека на учениците им прави чувство на пријатно, свежина, така, безбедност, така, и убава конекција има со целиот дел од градот. Тоа е на партизански одреди, како што знаат повеќето, и тоа им дава можност убаво да пристигнат од каде и да е. Да, зборувавме за гимназијалците, нели? Да видиме сега за оние кои што стручно сакаат да се едуцираат. Така. Какви се условите за нив?
условите исто толку добри. Значи, зборуваме за кадри од градежно-геодетската струка, архитектонски техничар, техничар дизајнер за внатрешна архитектура или интериери, градежен техничар, геодетски техничар и во третиот степен на образование. Овие сите се техничари, значи со 4-годишно образование. И во третиот степен се монтери за сува градба и поставувачи на подни подлоги. Интересот за волја на вистината е подобар во последниве години за струката. Тоа верувам дека се должи на општата ситуација и потреба, не само кај нас, ами и во светот. Зборувајќи така со учениците, ние, како велиме, значи, градежниот техничар, архитектот, кој да е од овие струки кои што ги споменав, истото тоа се насекаде во светот, не се само во Македонија, нели? И токму таа нивна определба стручна им ја дава можноста, и покрај тоа што, нели, ние сакаме децата да останат овде, но им ја дава можноста да градат кариера и надвор, или барем да се истакнат на некој повисоко ниво овде во нашава држава, која што, нели, градежништвото никогаш не згаснува. Напротив, сметам дека е дури во подем, нели? Во експанзија последните две децени. И тоа насекаде. Да, да им доловиме на младите кои се можностите гимназијата како образование, знаеме сите што е општа и ги знаеме насоките, меѓутоа да им доловиме и знаеме дека со гимназија треба подоцна да се дообразуваат. Точно. Во поголем број на случаи, сега зависи нели индивидуално се, меѓутоа да им доловиме во однос на стручното образование. Колку тоа се разликува од образованието што е вон нашите граници, во поразвиените земји, и каков е соодносот во квалитетот на образованието што ќе го добијат, за да можат евентуално да продолжат, нели, ако сака некој на некој од поизвиканите универзитети во меѓународни рамки, или да знаат ако се усовршат во Македонија, дали имаат опција за да бидат рамноправни со сите останати млади луѓе во светот. Имаат, секако. Разлика сигурно постои во образовниот систем надвор и кај нас, во струката, меѓутоа јас одговорно тврдам, а тоа го докажуваат, нели, искуства и примери. Тоа го докажуваат искуства и примери, дека нашите некогашни ученици кои што понатаму завршиле високо образование се дел од светската фела, градежничка фела. Дел од нив се и универзитетски професори, сега ајде, нели, нема поединечно, се гордееме и со наши ученици кои што се, да кажам, на врвот на сеизмологијата, зборувам, нели, на она сеизмичко инженерство, како веќе се вика земјотресно, така да со тоа можам да се пофалам и можам да кажам дека учениците од СГГ Здравко Цветковски, од стручните паралелки, и тоа како добро котираат во светот. Наши поранешни колеги, зборувам професори, многу успешно градат кариера преку океанот, и тоа многу далеку, значи зборуваме и за Австралија, зборуваме Америка, еден од нив е и во Кина, еве ви кажувам, што значи дека квалитетот што го стекнале овде во нашето училиште и понатаму, нели, на факултетите, сосема добро котира и во светот. Константна е битката кај децата за упис во гимназиите, особено во Скопје, и тоа е жестоко. Да се толку жестоки за време на учебните години, нема да има потреба да се случува сето тоа лактање во наводници и во жаргон кажано, кога ќе дојде времето за упис во средното училиште. Еве како неблагодарно да се споредува, меѓутоа како вие го цените она што ќе го добијат како образование гимназијалците кај вас во споредба со останатите гимназии во Македонија? Не мора да споменуваме ниту една. Не споменуваме. Како вие го вреднувате она што ќе се добие како образование кај вас? Така. Исто е рамништето, мислам подеднакво. Учениците ги имаат сите можности, сега нели ние не зборуваме за индивидуални примери, ги имаат сите можности да се занимаваат со она што го нуди гимназиското образование и со сите воннаставни активности кои што нашето училиште ги нуди, а кои што се многу популарни помеѓу гимназијалците. Значи тие како некако повеќе да имаат време и за воннаставни активности. Тоа се случува, доказ за тоа се многубројни учества на нашите ученици на повеќе манифестации на регионално и државно ниво, нели понатаму. Да, точно сме учествували на надпревари и конкурси надвор од државата
И да, тука претежно се покажале гимназијалците, но повторно нема да ги заборавам стручните паралелки, заради тоа што не знам колку сте во тек, тие направија сега еден завршен спектакл, јас ќе го наречам, на се што сработија во текот на оваа учебна година. Беше поставена изложба во Коран, или галеријата, така, Кочорацин, и тоа беше навистина едно чувство на гордост, кога ќе видите што се всушност нашите ученици и нивните професори сработиле во текот на една година, навистина, на високо ниво. Навистина, како да гледаме, не знам каква изложба во светот или како тоа да го правеле уметници. Зборувам претежно од областа на архитектурата, што не значи дека другите струки ги обезвреднувам, далеку од тоа, меѓутоа секој во својата област. Геодетите се на терен, знаете, градежниците повеќе се занимаваат со буквално она што е оператива, значи во работа се. А архитектите не се она шминката. Така, шминката. Сите сакаат да бидат архитекти и да немаат валкани раце, меѓутоа и без другите дејности архитектите нема да бидат тоа што се. Вие сте директорка, раководител, менаџер на едно училиште, училиште кое што треба да создава кадри, кои што треба да бидат столбови, не затоа што таква е вашата струка, односно на училиштето, туку треба да бидат столбови на едно современо општество, нели, што поедуцирани луѓе, тоа поквалитетен живот за сите. Колку е важно училиштето да нуди добри услови за едукација и колку е важно наставниот кадар, професорите да се насочуваат кон формирање на квалитетни кадри, а не само да ни помине времето на работа и на училиште. Многу често слушаме во јавноста, мене како наставник по вокација не ми се допаѓа таквиот коментар, дека ете така, наставниците едноставно протрчуваат низ училиште, низ часовите и самиот процес на образование. Јас не мислам дека е така и од собственото долгогодишно искуство, но и од она што го гледам кај моите колеги. Јас сметам дека училиштата и конкретно нашето нудат одлични услови за тоа и професорите работат многу посветено. И сметам дека на учениците им го прават процесот на образование интересен. Значи не е тоа дека ете така се поминува низ училиштето, се протрчува. Тоа за сега и нови можности, знаете, овие нели техника оди напред, значи имаат достапност до повеќе информации кои што се во насока на нивното напредување. Понатаму училиштето се опремува со нова опрема, компјутерски опремени кабинети, удобноста на просторот во кој што работат стручните паралелки, сметам дека од година во година се подобар. Некои новини, еве се во некое време, јас самата имам завршено во градежното училиште, такви работи не знаевме, меѓутоа сега училиштето опремено со дрон, која што не е така, ете, интересна играчка, меѓутоа многу корисна. Корисна гледам и за некои општини, често пати имаат потреба од тоа, си помагаме меѓусебно, 3D принтер, што е интересно нешто, за мене беше интересно, но сега нашите ученици можат да видат како тоа напредува во нивната струка и како тоа може да го користат како наставно помагало и во училиштето во кое што учат. Значи, самиот процес на образование да им биде интересен. И уште една работа што ми се допаѓа е подмладувањето на кадарот во нашето училиште. Значи, некогашните наши ученици сега се професори, зборувам особено овие нели од областа на струката, инженери, градежници, геодети, архитекти и тие најверојатно заради младоста, но и современоста во пристапот на учењето, остваруваат одлична релација со учениците и сметам дека токму тоа може да биде интересна настава и да постигне повисоки резултати. Атина Томовска е директор на Средното градежно и гимназиско училиште на град Скопје, Здравко Цветковски, популарното ГУЦ, кое се наоѓа тука некаде, гравитира околу централното градско подрачје, во многу убав дел од градот. Тафталиже ли е?
Па не. Карпош, Карпоше. значи Карпош 3 спаѓа под Карпош 3. Карпош, не знаме, ве знаете, лептокаријани од Карши, другата Букурешт, задна се Ѓурги Димитров. Значи, Како и да, убава положба, на многу убаво место Да. во градот Скопје. Ви благодариме што ова утро бевте со нас. Ви благодариме што се обидовте да им доловите на учениците, да им го доловите она што го нудите како образовна институција. Ви посакуваме многу успех и многу среќа. Чувајте ни ги младите. Без нив, нели, нема општество, нема живот и нема континуитет. Така е, таму е еднината. Ви благодарам на можноста да се промовираме пред денешниот старт на уписите во средните училишта. Едно дете да сме предомислиле, па успешни сте, нели? Повеќе ќе Така, предомислиме. благодариме. Ви Уште еднаш.